повторно во нашата училница. Сега го имаме последниот час, ова е за 9-то оделение. И ќе учиме за големина на населенија. Населенија, да. И условите во животната средина кои што ги одредуваат големините на населението или на популацијата во биологијата што така познато. Ова е многу интересна тема. Сега ќе се запознаеме со нејза. Еде првиот слайд. Првим да видиме што е население или што е популација. Во биологијата дефинирано како група на единки од исти вид кои населуваат одреден простор и меѓусебно може да се размножуваат и да даваат потомство. Значи тука ги ставивме како единка и како голема популација. А сега наредната ќе видиме што представува или што ја зголемува големината на популацијата во светот. Тоа е наталитетот или најубавиот период, тоа е стапката на раѓање, така? Кај некои видови живи суштества даваат потомство еднаш во годината, кога ќе достигнат одредена зрелост. Некои живи суштества даваат потомство повеќе пати во годината, а некои се размножуваат постојано, како што се, например, бактериите. Меѓутоа, за да оваа стапка понатаму од овие единки израсна жив организам кој ќе напредува во неговото дејство, така да го наречеме, ајде за човекот, зависи пред се од количеството и квалитетот на храната и воздухот во животната средина, но исто така и од економскиот развој на државата, но и од развојот на здравствениот систем во една заедница. Така. Затоа што многу единки не преживуваат, така? Така е. Ајде да видиме наредната. Наредната морталитет. Морталитетот. Морталитетот или стапката на умирање. Морталитетот кај живите суштества, ја ставив една сега актуелна тема, сите ја знаеме и ја читаме, така по весниците и по телевизиите. Тоа е врапче птица, да, што значи за жал дошло до смртност кај нејза. Тоа значи ја определува стапката на умирање, односно кај живите суштества може да настане поради сега неповолни услови во средината. Исто како што кажав претходно, значи заради недоволна храна, неквалитетна храна или вода, или заради услови кои што, како што се загадувањето, тоа ќе го објасниме сега во наредното. Мора да кажеме дека врз големината на населението во светот зависи дали тој ќе расте или ќе се опаѓа, зависи од стапката на наталитетот и стапката на морталитетот. Односно, ако стапката на наталитетот во една година е зголемена, за разлика од стапката на морталитетот, тогаш големината на населението ќе расте и обратно ќе опаѓа ако стапката на морталитетот е поголема, да, е поголема. Па овде кај што гледаме? Значи гледаме многу работи кои што ни се случува во многу скоро време, за жал. И се надевам дека ќе ги избегнеме. Значи овде гледаме големи катастрофи кои што се случуваат, например, пожарите, доскоро се случува во Австралија, да, каде што исчезнаат цели видови на растенија и цели видови на организми поради овие, да ги речам, неповолни услови. Потоа тука се земјотресите, значи тоа се како природни катастрофи, поплавите кои исто ние ги искусивме пред неколку години, така од нигде никаде се насобрал облак, каде што немаме ни поток, езеро, ни океан и дојде до поплавување на многу живеалишта и доведе до голема смртност кај многу од населението, но исто така изумреа и многу животни, за жал. Ова представува наезда на предаторство, што значи ако имаме наезда на некој жив организам, значи премногу се размножила, тоа беше случај кај стаурците кои што имаше пред неколку години наезда на стаорци, значи тие буквално све пред себе изедоа и оставија големи катастрофи, како и во земјоделието, така и кај човекот. Ја пореметуваат рамнотежата. Да, ја пореметуваат рамнотежата во синџирот на исхрана и за жал лов
и риболов. Значи тоа се како спортски рекреации, меѓутоа трпат одредени врсти на организми, пред се животните, кои што дивите животни кои што се помалку и помалку ги имаме. Тоа е многу важна тема и Веројатно има инвазија и на човекот. да има инвазија, наезда на предаторство. Голема популација, значи голема популација во светот, да. Се зголемуваме. Ајде сега наредно. Наредно. Исто така, врз популацијата и врз големината на популацијата делуваат и овие миграции што ги спомна претходно. Значи тука е имиграцијата, тоа е процес на доселување на некоја популација. Ево овој случај, јас ги ставив штрковите, меѓутоа имаше наезда и на, сега ги спомнав, ставрци, значи други инсекти и така натаму. И емиграција, кога се пореметува, значи синџирот на исхрана, во тој случај, и емиграција е процес на иселување на некоја популација и таа популација, за жал, повеќе не се враќа, заради тоа што нема доволно количество на храна и најчесто се од еколошки фактори, значи поради различни загадувања. Ајде да видиме. Создадени од човекот. Па најчесто. Еве 98% ќе кажем. Да. Мора да се свестиме, да бидеме посвесни, да ги почитуваме правилата на природата. Ова е слика која што ја имавме пред некој месец кај нас во Скопје, така? Каде што беше маглите беа ептен, значи присутни, да, и затоа беа и билодробните нели воспаленија кај луѓето огромни. Значи тоа се фабриките кои што испуштаат гасови во атмосферата. Потоа вулканските ерупции како природна појава. Пожарите, овде го ставивме Нотр-Дам, да, француската катедрала, кои што може да се избегнат бидејќи се од човечки фактор. И најчесто што ни кажуваат на нас медиумите со причина дека маглата во Скопје е најчесто заради сообраќајот. Сообраќајот кој што е зголемен за можеби 50%, веќе секое домаќинство има не едно, него по 3 возила, за секој член по едно, и рачунете која количина на гасови издувни е во самата атмосфера, во самиот велосипед е превозно средство, луѓе мои. Да. Сега убавите услови може да го искористиме за прошетки со велосипедот. Ке дојдеме и до тоа. Одиме со следно. Ајде, одиме со следно. Еве, загадување на вода и почва. Загадување на вода како резултат на отпадни комунални води. Кај нас имаме 3 природни езера. Охридско, рековме Дојранско и Преспанско. Охридското езеро, не знам дали сте знаеле, е едно од трите најстари езера во светот. Во светот. Значи треба да го чуваме и да го негуваме, бидејќи во него се наоѓаат некои ендемски видови, а под ендемски вид самите знаат дека представува нешто што го има само кај нас и никаде на друго место. Треба да ги зачуваме. Тоа е заради, значи, отпадни води од домаќинствата, но најчесто и од индустриите, па да речеме дека половина реки, ако не и скоро 80% од реките во Македонија, се чувствува дека се загадени баш од овие отпадни води, а во ова загадување учествуваат и пестицидите, користење на вештачките ѓубрива и пестицидите од страна на земјоделците, бидејќи тие се богати со минерални ѓубрива, почвата ја минерализираат, меѓутоа од друга страна со породните дождови тие повторно навлекуваат преку подземните води во водите кои што представуваат извор на достапност на квалитетна вода. Со користење на сите овие работи доаѓа до изумирање на живиот свет во водите. Најчесто причина е, рековме, загадувањето од страна на индустриите и на домаќинствата. Ајде сега да видиме. Ефектот на стаклена градина, сите сме го слушнале. Така. Ефектот на стаклена градина е зголемена емисија на јаглерод диоксид, кој што се испушта во атмосферата. Овој јаглерод диоксид делува како стакло врз атмосферата, бидејќи сета она сончева топлина што допира до земјата, значи не дозволува како стаклена површина да повторно се врати во неа и доаѓа до така наречено глобално затоплување
на земјата. А со глобално затоплување на земјата, нели се нарушуваат целиот биодиверзитет на земјината полутопка. Значи тоа е од глобално ниво, не е локално само кај нас, него се случува тоа на целото светско ниво. Па имаме сончево зрачење минува низ чистата атмосфера. Така земјната површина абсорбира најголем дел од зрачењата, се загрева. Така. И дел од сончевото зрачење е рефлектирано од земјата и од атмосферата. За инфрацрвеното зрачење веќе не говориме, значи тоа е исто така познато, кое што е зголемено и доведува до затоплување на земјината топка. Значи не е нешто во кое што се верува или не се верува дека постои, туку има факт како дојдовме до такво глобално затоплување. Да, такво глобално затоплување, да. Се е истражено од страна на научниците. Така Ајде уште нешто што има, да завршиме. Еве ги ефектите од климатските промени. Порас на нивото на морињата, топејќи ги глечерите, доаѓа до порас на нивото на морињата и појава на се поприсутните поплави. Потоа повеќе и полоши суши, значи се верува дека и во Македонија може да дојде како пустинска клима. Така се верува, бидејќи не треба да се свестиме, значи човекот треба да се свести дека треба да превземе некои мерки, што сега ќе ги споменеме накнадно. Повеќе заболувања поврзани со високите температури. Еве го и ова, присутно и денеска, нели, на затвори во нашите домови. Исчезнување на животински видови како резултат на голем број на промени во климата и на тој начин доаѓа до нивно нарушување во синџирот на исхрана. Значи појава на недостиг на храна, предаторство и на тој начин се загрозени и доаѓа до исчезнување на животинските видови, повеќе и посериозни шумски пожари, повеќе полоши бури, кои сите ги осеќаме, без разлика на кој дел од светот живееме. Ајде сега што да превземеме? Нареден слайд. Ајде што да превземеме? Ајде, ова е многу важно. Да, загрозените видови да ги видиме во Македонија. Прво тоа. Постојат 3 национални паркови кои што се кои ги штитат овие загрозени видови животни во Македонија, па ги препознавате. Тоа е рисот, пастрмата, која живее во Охридското езеро и мечката. Кафеавата мечка. Рисот, можам да спомнам дека беше исчезнат вид од Македонија, меѓутоа се врати во националните паркови Галичица, Маврово и Пелистер. Така, потоа да споменеме ендемскиот вид на Пелистер, тоа е моликата, која што пеена и во песните на Тоше Проески, така. Тоа се значи видови животни каде има ризично намален нивниот број и може да дојде до истребување, односно да дојде до исчезнување сосема на ваквиот вид. Таков е случај со белоглавиот мршојад. Тој не ги напаѓа ни животните, ни човекот, се храни со мршата, значи со изумрено животно, меѓутоа голем дел од овчарите сака да ги сочуваат своите стада од волците и фрлаат месо со отрови, а целна група се волците. Меѓутоа мршојадите ги намирисуваат, ги јадат и изумираат. Но морам да пофалам нашата зоолошка градина, каде што прават напори и добија нови младенчиња од бел мршојад, се со цел да се обноват и да се продолжи видот, да не исчезне. Тоа е голема предност за зоолошката градина. Имавме исто една позитивна вест баш пред една недела за рисот, дека беа сликани 2 рисчиња во исти ден. Да, 2 рисчиња во исти ден, дека почнуваат да се враќаат, дека не исчезнуваат. Малку повеќе вакви работи да правиме, малку помалку да загадуваме. Така, ајде сега да видиме што да направиме. Заштита од загадување. Штедете енергија и вода. Не го гори ѓубрето, туку рециклирај. За ова морам да ги пофалам. Нашето училиште Војдан Чернодрински има акција, екоакција. Нашите ученици собираат пластичен отпад во кеси, исто и хартија, и секоја недела на неделно ниво се собираше од страна на Пакомак. Мислам дека таа акција се уште ќе продолжи, општина Карпош е за тоа задолжена, морам да ги пофалам.
И исто така се собира и батерии, како и некои апарати од домаќинството кои што се стари, непотребни, зашто да завршат на отпад покрај реките, покрај нашите излетнички убави места, кога може да ги рециклираме и да ги дадеме, а за тоа да и вратиме на природата, да ни врати на нас тroduplo. И вегова ни користи автомобил, туку велосипед. Вие дали дојавте денеска на работа со велосипеди или пешки? Најубаво и пешки да се разодиме. Да не кажеме Ќе како погледнеме да во одиме подот. денес на работа. Велосипедите се добра опција сега за овој период, пролетен период, кога можеме и да ја разгледаме природата што не обкружува околу нас, но исто така и да се раздвижиме, нашата мускулатура сега ни е потребно да ја зајакнеме, бидејќи сме постојано во нашите домови, така за да заврши ова пандемија. Не користи пестициди, користи лушпи од различен вид на зеленчук и овоше како ѓубриво. Ние со нашите ученици направивме хумус, значи го рециклиравме лушпите од јајца, кора од банана, значи се што може да се измеле и да се издроби, го оставивме во една кутија. Кутијата ја покривме значи со било каква земја, мора малку и влага да има и да се добие еден хумус, меѓутоа му треба процесот трае отприлика околу 3 до 4 месеци, бидејќи представува помало саче, меѓутоа добивме хумус и на тој начин ги предизвикуваме и земјоделците ништо да не се фрла домаќинството, него да се создава плодна почва, која што ќе ни врати тroduplo. Ви благодарам, наставничка, за овој прекрасен час. Тоа беше се, мислам, за нашиот ден, за нашата денешна ТВ училница. Ви благодарам што не пратевте. Бидете тука и утре. Се гледаме повторно. Се гледаме, чао. Поздрав.